На медицинскиот факултет Јейл тим од здравствени работници, 280.000 учесници поканети да бидат дел од тоа истражување, доаѓаат до еден заклучок кој што го објавуваат и вели вака. Постојат силни докази во кои што можеме да докажеме и веруваме дека загадувањето на воздухот може да игра директна улога како причина и последица во почетокот на сериозноста на екземата на кожата. Сега, колку ние кај нас можеме да се подпреме на овие истражувања, колку всушност и кај нас се прават вакви истражувања и според праксата. Дали можеме да веруваме дека како последица за влошување на екзема или појавување е всушност загадениот воздух? Разговараме со дерматолог Марија Анастасова, ја имаме на Skype. Докторке, добро утро. Ова е едно истражување кое што го споделив, но еве кај нас во Македонија, според праксата, колку кај нас можеме да веруваме дека како причина, но и последица за влошување на состојбата кај екземата, всушност е загадениот воздух? За жал, еве веќе кажавте, добро утро, се извинувам први на гледачите на првиот национален сервис и до вас, благодарам за поканата. Ја слушнав вашата изјава за истражувањата кои што се правени на Универзитетот Јейл. Се прават такви истражувања и во нашата држава, но се уште немаме готови резултати за тоа колку загадувањето влијае на здравата кожа, односно дали е причинител за неколку заболувања, како што спомнавте за екземата. Сега, загадувачите на воздухот вообичаено по дефиниција се агенси, биолошки, физички, хемиски, кои што се невидливи за голо око, но во последно време морам да истакнам дека веќе станаа видливи и за голо око, така да сме сите сведоци колку воздухот е загаден, а дали тоа влијае на здравието на кожата и на здравието на сите органи, не треба да сме научници за да брзо го сватиме тоа. Сигурно сите се сведоци дека во последните години се појавија многу повеќе болести на кожата отколку што вообичаено имаше, а најчесто од нив е секако екземата. Добро, кои се оние симптоми кои што можеме да ги воочиме во зимскиот период на влошување на веќе постоечка состојба, или пак од друга страна, еве да не се чудат граѓаните доколку им се појават дел од симптомите што укажува дека станува збор за екзема. Ве прашувам и во контекст на тоа поради тоа што зимата си носи студ, си носи ветер, еве го имавме во изминатите денови северен ветер, па самото тоа ја суши дополнително кожата, појавува црвенило, колку тоа може да укаже на некаков проблем, што е нормално, што одстапува од нормалното. Кои се првите симптоми на екзема? Екземата е инфламаторна болест, односно воспалителна болест, и први симптоми секако се чешање на кожата, што не е секој чешање екзема, нема да стане екзема, да не се плашат граѓаните. Чешањето, црвенилото се првите симптоми кои што се знак дека кожата трпи некакви промени. Црвенилото и чешањето секако може да се јават и од студеното време, од ладниот ветер, затоа што студот секако ја дехидрира кожата, но понатаму, за разлика од онаа кожа што ќе остане интактна, кај екземата веќе е нарушен интегритетот и природната бариера, па веќе се гледаат, велиме, екскоријации, односно промена на здравата кожа во вид на рани, зависно од степенот. Како се третираат тие, докторке? Како се третираат тие? Тие со антибиотска терапија се третираат или како ве прашувам во контекст на тоа, ние како население многу сакаме со народни лекови да се лечиме и обично забележувам дека се препорачуваат масти,
народни масти, подготвени домашни масти како помош за справување со екземата, но еве дерматолозите што велат, кој е вистинскиот правилниот начин на третирање? За среќа, екземата е една од кожните заболувања каде што многу ретко вклучуваме антибиотик. Таа е болест каде што, односно состојба, каде што во првиот момент даваме креми кои што прават филм, односно природна бариера, да ја заштитат кожата од понатамошно влошување на состојбата. Сега зависи ако веќе постои екзема и историја за екзема, значи тогаш веќе се вклучуваат и кортикостероидна терапија и биолошка терапија може да се користи, но во секој случај за првите симптоми, кога ќе почне влошувањето, односно кога ќе се појават првите симптоми, многу е важно на кожата да и се пружи една поддршка за да не помине во повисок стадиум. А тоа значи кожата повеќе да се хидрира, меѓутоа да се хидрира со креми кои што прават филм и кои што би ја заштитиле и кожата и организмот од надворешните влијанија, од загадувачите, од студот, па и од сонцето, иако во зима немаме толку изразено јако сонце, сепак постои УВА, УВБ зрачење, постојат и други зрачења кои што секако дополнително ја оштетуваат кожата. Значи, се користат креми кои што ја навлажнуваат и ја заштитуваат кремата. Тоа е кога зборуваме за иритирана кожа, односно за прв стадиум или пак за најава за екзема. Докторке, има граница во возраста, граница кога се може да се појави екзема? Не, екземата нема граница. Екземата може да се види уште кај новородени, мали деца, но тогаш велиме дека кај малите деца се уште не е изграден имунитетот, не ставаме диагноза, значи збориме за атопија, за состојби на кожата кои што ги третираме на поинаку. Само со нега. И понатаму се следи. Да, ве слушаме нешто малку се следи развојот. Се изгуби мрежата, но се слушаме, да. Да. Понатаму се следи развојот на детето за да утврдиме дали навистина се работи за некаква болест, заболување на кожата или пак само е тоа состојба предизвикана од внатрешни и надворешни моментални влијанија. Во секој случај мора да се консултираат со дерматолог. Јас и на почетокот на разговорот сакав да го наметнам тоа дека сепак мора да се консултира и дека треба да се одреди степенот и за каков тип станува збор, но и степенот од страна на дерматолог. Колку по одредување на состојба, кој што велиме дека е состојба, на колку временски период треба да се прават тие контроли и дали е таа состојба ако еднаш ка се појави дека е состојба за цел живот? Не мора да значи ако некој имал еднаш екзема дека ќе се повтори. Значи доколку тој што имал таква состојба не се изложува на тригер фактори, може да не му се појави никогаш. Екземата може да биде еднаш во животот. Но доколку не се смени стилот на животот, средината на живење, навиките на живење, доколку кожата не се негува, таа може да прерасне во хронична состојба, односно веќе во диагноза и болест. Да, доктор, ќе ви благодарам за одвоеното време. Еве и на ваков начин успеавме да се консултираме со вас. Благодариме на одвоеното време. Посакувам убав ден да имате пред вас. Остануваме сепак на тоа дека секој од нас треба да се грижи малку повеќе за својата кожа, без разлика што е зимски период, па некако не ни е вниманието толку колку во летниот период. Сепак грижата за здравието останува на нас. Благодариме.